почитувани колеги прателенци, почитуван министер за транспорт и връзки, господин Сугаревски. После 3 и повеќе месеци лов на вештерки, барање проблеми таму кај што ги нема, после 3 и пол месеци манипулации со граѓаните во стилот утнати траси, погрешни косини, непредвидени клучки, проблеми со експроприација, деградација на инженери, на градежен институт, на надзори, на изведувачи, на ревиденти и се што значи фела која што учествува во изградбата на крупни инфраструктурни проекти, еве го СДСМ се приземи. После 3 месеци со кои што извршија силен удар врз македонската економија, клекнувајќи го градежништвото само во јуни месец со прекинот на сите крупни и инфраструктурни проекти во Република Македонија, што со одлагање преку кратење на 58 милиони евра со ребалансот на буџетот, што со стопирање на сите крупни инфраструктурни проекти што се реализираа преку јавните инфраструктурни предпријатија, тие му нанесоа удар на бруто домашниот производ и како последица на вртоглавиот пат на градежништвото во јуни месец, ние во вториот квартал имаме пат на бруто домашниот производ од 1,8%. Или ако одиме по производниот метод да огледаме бруто домашниот производ во првиот квартал од 2017 година, во која, знаете, заради ригорозната законска регулатива, кога во прашање изборниот закони кој што сега не важи со доаѓањето на СДСМ на власт и распишувањето на локалните избори, важеше тогаш кога ВМРО-ДПМН ја практикуваше власта и како последица на таа ригорозна законска регулатива имавме застој во реализацијата во отпочнувањето на нови капитални проекти. Меѓутоа и во таков период во првиот квартал имаме 13 милиарди 196 милиони денари учество на градежништвото како нова создадена вредност во бруто домашниот производ, а како последица на вртоглавиот пад во јуни месец на градежништвото имаме само за вториот квартал 10 милиарди 757 милиони денари апсолутно учество на градежништвото во бруто домашниот производ. Или ако сакате во релативни показатели, вториот квартал после долги години во кои што во најголем дел имавме двоцифрени стапки на раст на градежништвото и тој беше локомотива на економскиот развој во услови во кога речиси цела еврозона имаше негативни или минимални стапки на раст, ние благодарение на тој двоцифрен раст на градежништвото што се случуваше со години наназад, имавме едни од највисоките стапки на економски раст. Денеска погледнете ја мапата на стапките на економски раст на цела еврозона и ќе видите дека Македонија е единствена земја која што во моментов има негативни стапки на економски раст, а тоа во најголема мера се должи на вртоглавиот пат на градежниот сектор со 17,8% во вториот квартал, во најголем дел како последица на вртоглавиот пат на градежништвото во јуни месец. Стапките, негативна стапка на економски раст од 1,8% во ситуација кога во вториот квартал, ако одиме по расходниот метод, имаме номинален раст во второто тромесечие на финалната потрошувачка од 6% и раст на извозот, односно на нето извозот од 7,3%. Во такви позитивни показатели кои што го учествуваат во бруто домашниот производ, како последица на тако вртоглав пат на градежништвото, ние имаме намалување на бруто домашниот производ
од 1,8%. Меѓутоа на СДСМ тоа не му беше битно. На СДСМ му беше битно со доаѓањето на власт во јуни месец да фрли црно петно врз сите позитивни капитални инфраструктурни проекти кои што беа отпочнати во времето на претходното практикување на власт од страна на владата на ВМРО ДПМН, проекти кои што бараат долги години на изработка, на студии, на проектирање, на обезбедување на финансиска конструкција, се до отпочнување на непосредна реализација на овие инфраструктурни проекти. Меѓутоа, СДСМ најде илјадници причини за стопирање на овие капитални инфраструктурни проекти, од подземна инфраструктура, проблем со водоводи, со водоводна мрежа, кабли, далноводи, трансформатори, погрешни косини, непредвидени клучки, непредвидени тунели и редица други изговори. Меѓутоа сега денеска со овој анекс, односно со овој предлог закон со кој што фактички се става анекс на договор на претходниот договор за изградба на автопатите Миладиновци Штип, како и Кичево Охрид, нели се признава дека нема никакви фискални импликации со овој предлог закон. Тоа е доказ дека ништо од онаа што конкретно за автопатот Миладиновци Штип, што било зборено, за некои се збореше за некои фамозни дополнителни 120 милиони евра за дозавршување на автопатиштата, паѓа во вода. Меѓутоа, колега министер Сугаревски, од навика колега Сугаревски, нели од претходните мандати, се извинувам, меѓутоа министер Сугаревски СДСМ не ги стопираше само капиталните инфраструктурни проекти во делот на автопатиштата, тоа го направи и кога беше во прашање експресниот пат Прилеп-Градско, тоа го направи и кога е во прашање изградбата на клиничкиот центар Мајка Тереза, тоа го направи и во мојот регион со проблематизирањето на изградбата на новиот водоснабдителен систем. Министерството за транспорт и врски учествуваше со само 96.000 евра во вкупниот проект од 1.700.000 евра, а заради тие 96.000 евра 3 месеца се одлагаше реализацијата на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија. И навистина нас не фати страв. Доаѓа министерот за земјоделие да ја види текот на реализација на конска брана зборена во Гевгелија повеќе од 3-4 децении, и кога таа доживеа своја непосредна реализација, не фати страв да не е проблем и со конска брана. За сета среќа замина министерот за земјоделие, не ја проблемизираше конска брана. Издивнавме сите, здивнавме, добро е, барем еден од капиталните инфраструктурни проекти започнати од владата на ВМРО ДПМН не беше проблематизиран. Се надевам, онаа политика што ја теравте во изминатите 3-4 месеци, нема да ја терате во следниот период и конска брана ќе ја доживее својата натамошна динамика на реализација. Меѓутоа, министер Сугаревски, на вас ви беше целта друга. На вас ви беше целта да ги деградирате сите капитални инфраструктурни проекти кои што владата предводена од ВМРО ДПМН долги години ги проектираше, ги студираше, седа до обезбедуваше финансиска конструкција. И само да спомнам, по многу поповолни финансиски услови со каматна стапка од 2% наспроти оние 7,8 каматна стапка за браната Козјак, за која што вие долго време и во претходните мандати се фалевте како капитален проект во областа на енергетиката, кој што го реализирала владата на СДСМ. Меѓутоа, првите транши на отплата на тој кредит почнаа да се отплаќаат во 2008 година. За разлика од тие 7,8% со дополнителен анекс беа зголемени
средствата, а со новиот анекс каматната стапка на новиот дополнителен кредит беше на 8,6%. А владата на ВМРО ДПМН автопатиштата Миладиновци Штип и автопат од Кичев во Охрид ги реализира со каматна стапка, со обезбедени финансиски средства, со каматна стапка од 2%, грејс период од 5 години и грејс периодот на кредитот за изградба на браната Козјак беше пократок, односно беше 4 години. И денеска имаме предлог закон во кој што само се продолжува рокот на реализација на овој капитален инфраструктурен проект. Нема финански импликации, нема проблеми со виадукти, клучки, подземна инфраструктура, нема проблеми со мостови и тунели. И да има, колега Сугаровски, на такви големи капитални инфраструктурни проекти вообичаено е да има проблеми во текот на реализацијата. Вие во неколку ваши настапи кажувавте и проблеми со експроприација, проблеми кои што се решаваат во ОД, како што се решаваат и редица други проблеми и непредвидени работи кои што излегуваат вообичаено кога се во прашање поголеми инфраструктурни проекти. Меѓутоа, вие во ловот на вештерки од проблеми кои што се редовна работа, од проблеми кои што се решаваат во ОД, правевте фама, лицитиравте со цифри, со 120 милиони евра, со не знам колку милиони евра, кои што како дополнителни средства требало да се обезбедат за да се дореализираат овие проекти. Меѓутоа, тоа е СДСМ, верувам дека после овие негативни стапки на економски раст, видовте дека така не бива и дека ќе влезете во колосек на работа и ќе сватите дека проблемите во реализација на инфраструктурни проекти не се решаваат со пресови и со дневно политичко шиканирање на политичкиот конкурент, туку се решаваат со работа. Впрочем, проблемите и колку средства дополнително ќе бидат потребни, одлучуваат тие што се директно вклучени во непосредната реализација на овие инфраструктурни проекти, одлучуваат надзорот, одлучуваат ревидентот, а не одлучува министерот за транспорт и врски на пресконференции. Затоа, ние ќе го поддржиме овој предлог закон, затоа што час поскоро треба овие капитални инфраструктурни проекти да бидат реализирани и овој изгубен период треба да биде надоместен, а впрочем СДСМ вети нови 600 километри автопатишта, само не знам каде во Македонија ќе ги градат и очекуваме во периодот што следи по завршувањето на автопатиштата кои што се во напредна динамика на реализација, СДСМ да отпочне со остварувањето на ветеното пред граѓаните, односно да отпочне барем во првата година од овие 4 години мандат, барем од 600 километри да видиме по некоја логика просек 150 километри во следната 2018 година, или пак кога ќе се носи буџетот за следната година, да видиме на кои делници ќе започне да, како најприоритетни, ќе отпочне СДСМ да ги гради автопатиштата. Благодарам.